Благодарам, председателе. Почитуван колега, во тек на вашето излагање спомнавте дека треба да се занимаваме повеќе околу сериозноста на кандидатот за избор на уставен судија. Јас не се согласувам со вас дека ова е несериозен кандидат. Ова е многу сериозен кандидат, кандидатот доверба и кандидат кој што треба да исполни определени задачи. Добрила Кацарска е дел од јаболкото на раздорот во ова општество, беше неколку години, и сега повторно ја внесуваме како немир и ги разгоруваме духовите во општеството. Факт е дека Кацарска е една од судиите кои што се најнеумирени во Република Македонија, и факт е дека Кацарска ки голем дел од македонската јавност е личност која што е некредибилна, да не речам омразена. Но зошто сметам дека таа и тоа како е сериозно решение? Затоа што незиниот нарачател и предлагач вистински, а не формален, господинот Заев, од 2015 година, од кога е појавен во висока политика, за да биде актуелен и да владее, во општеството мора да има хаос, да има раздор, а за тоа му требаат судии. Судии кои што ќе бидат непоколебливи и цврсти во спроведување на неговите одлуки. И впрочем, тоа не е мој личен став или моја лична перцепција. Доколку ви го погледнете Социјалдемократскиот сојуз и неговите рейтинзи, ќе видите вртоглав пат по падот на СЈО. Ако нема апсења, ако нема денес и уапсен, тој утре обвинет, тој за глупости, притвори, а тогаш ќе треба да разговараме само за гафовите и економските неполитики кои што ги има во држава, така да сметаме дека он е многу сериозен кандидат. Почитувани колеги, на судската власт, како и на Република Македонија, е потребно едно ново време и нас ни е потребна вистинска правда во ова општество, ама вистинска правда и вистински правен систем, доколку имате во општеството, тоа што и сам по себе ќе ги исклучи кадрите како Кацарска. Ама власта не сака да го има. И правниот систем во Македонија е да некој се суди на казна затвор од 18, 19, 17 години, еве треба да знае јавноста дека оние кои што се повратници од ИСИС што се борат на Блискиот Исток, доаѓаат во Македонија, одат години и пол до 2 во затвор и потоа од наши пари ние плаќаме за програми за рехабилитација. А луѓето на Кацарска кои што се жртви се по 20 години во затвор и таа е многу сериозен кандидат кој што одговара исклучиво на Бихачка и во владата.